Сакам да ви посакам добре дојде на седницата на Управниот одбор на Коморскиот инвестиционен форум со седиште во Трст, која денес се одржува тука во Стопанската комора на Македонија, која за 2 години ја слави 100 годишнината на своето работење. Ние сме членови на Управниот одбор на 6 комори на Западниот Балкан, кои што 2015 година на вториот самит на Бернинскиот процес под покровителство на канцеларот Ангела Меркел ја формира оваа институција со седиште во Трст, за да ги поттикнат економските активности на компаниите во Западниот Балкан. Мислиме дека во овој период 5 годишен направивме доста на тој план, институционално застанавме на нозе, формиравме органи, добивме 6 проекти, 5 активно кои што ги остваруваме и 1 за кој што конкурираме. Направивме низ активности со најзначајните и релевантни финансиски институции во Европа и надвор од Европа, да ги поттикнеме активностите економски. Склучивме неколку меморандуми со значајни институции кои што гарантираат подобро движење на стоките и луѓето на Западниот Балкан. Се усмеривме према неколку стратешки таргети, пред се да им помогнеме на компаниите во своето работење, поттикнувајќи активности 3+1, 3+2, 3+3, што значи во рамките на 3 земји на Западниот Балкан од 6 или на 4 или на 5, со тоа ги поттикнуваме да зголемуваат трговијата. Второ, институционално да формираме некои институции заеднички во наредниот период кои што ќе им олеснат работата на компаниите, тоа се заедничка арбитража, заедничко кредитно биро, да и подобриме комуникациите транспортни меѓу центрите на земјите на Западниот Балкан и на крајот да ги подобриме условите за полесно правење на стоките и услугите преку граничните премини, каде што уште се наоѓаме во една тешка фаза и која што е неповолна за компаниите, со која што ја губат својата конкурентност при извозните активности. Така да се наоѓаме во полна ек на активности на неколку фронта, спроведувајќи 5 проекти и проект кој што значи зацврстување институционалниот капацитет на самиот Коморски инвестиционен форум. Второ, сакам да му дам признание на меѓународните финансиски институции кои го поддржуваат овој процес и кои што се наши донатори и со кои што имаме одлично разбирање и соработка и ќе продолжиме во наредниот период, а исто така и владите на 6 земји на Западен Балкан кои целосно стојат за оваа активност. Во наредниот период имаме сериозни обврски затоа што од 5 до 7 мај ќе се одржува самитот на Европската унија во Загреб, каде ние ќе бидеме активно вклучени. После тоа доаѓа и во текот на месец октомври одржувањето на редовниот годишен самит на процесот Берлинскиот процес во двете земји соседи Македонија и Бугарија. Во Бугарија ќе се одржи политичкиот, во Македонија економскиот дел. И до крајот на годината имаме и низ активности кои ќе се одвиваат низ центрите на Европската унија, каде што на саемите, на средбите билатерални ќе покушаме да ги најдеме начините за унапредување на соработката. Посебно разговаравме денеска за подобрување на состојбите во движењето на стоките и услугите на Балканот, проблем кој што со години се влечи назад и донесовме одлука да во тоа ќе помогне формирањето на деловниот совет, во кој ќе бидат представници на најуспешните компании од сите земји на Западниот Балкан, кои што као институционално тело ќе бидат поставени во функција на советодавна функција и на конкретно истакнување на сите оние мерки кои што се потребни да се донесат за да се поттикне нивниот процес.
Оно што како заклучок го имаме во овој период, тоа значи дека паралелно ќе работиме на прашањето на зголемување на институционалниот капацитет на Коморскиот инвестиционен форум и на проектите кои што ги имаме. Ќе отвориме и низа други проекти кои што се потребни за компаниите, а ќе вклучиме и неколку регионални финансиски и осигурителни институции кои што имаат своји филијали во сите 6 земји на Западниот Балкан, кои што со одредени погодности ќе го ја поттикнуваат размената на стоки и добра во меѓу тие 6 земји на Западниот Балкан. Трето и најважно е што уште постои волја и покрај сите проблеми да се соочиме со најкрупните проблеми кои што постојат, а тоа е да за разлика и таму каде што ќе има политички проблеми, ние ги продолжиме нашите активности. Тоа ќе го правиме со упорност, со еден професионализам кој што е познат и досега сме го имале. Ние сме свесни дека такви проблеми меѓу 6 земји постојат, например прашањето за визниот режим меѓу Косово и Босна и Херцеговина, за прашањата околу регулирање на односите економски помеѓу државите кои што станаа наследници од бившата држава и кои што уште се отворени. Ние нема да ги заобиколуваме, ние ќе ги решаваме. Денеска разговараме за тоа и спремни сме да побараме поддршка од Европската унија и од сите релевантни институции во нејзе да помогнат во тие процеси, све во интерес компаниите да добијат бенефит кој што е потребен да зголемат својата конкурентност, бидејќи во најголем дел нашите извозни активности се вклучени и свртени према Европската унија. Со мене се од лева и од десна страна претседателите на стопанските комори на 6 земји, така да можете слободно да поставите прашања, а ние после да се продолжиме активноста.